Електронска адреса за пријавување врсничко насилство. Ова е единствената мерка која произлезе од денешниот состанок во МОН. По случувањата кај соседите се вклучи и алармот во Македонија, но прашање е колку властите се подготвени да се соочат со предизвиците. Министерот за образование по состанокот рече дека се разговарало за повеќе мерки за тоа како да се зголеми заштитата во училиштата, но не откри ништо конкретно. Конкретните мерки што конкретно ќе можеме побрзо да реализираме, заедно со сите професори, една од препораките што произлезе, ќе побараме со новите протоколи секој од наставниците кој е вклучен во образовниот процес, секој нов ден, некој наставен нов ден, од утрешниот ден, да почнеме со таа позитивна енергија, што можеме да влијаеме во тој образовен процес. Веќе дадов наредба да се отвори електронска адреса пријави насилство @mon.gov.mk. Ако училиштата итно не изготват протоколи за препознавање случаи на меѓуврсничко насилство, каде секако ќе бидат вклучени министерствата и полицијата, што и да се направи ќе биде бадиела, велат социолозите. Велат булингот во училиштата е сериозен проблем и затоа потребна итна обука. Во изготвување и на прирачници, стратегија, но и протоколи за борба против меѓуврсничкото насилство, булингот, меѓутоа она што е посебно значено ќе оставиме сепак кога се вклучат другите институции на системот, бидејќи само со заедничка заложба ние може да градиме на вистинска стратегија за борба против меѓуврсничкото насилство, односно булингот. Експертите посочуваат дека се неопходни и законски измени, како и дека фали кадар во школите. Ќе помогнат тука стручните служби и експертите како да го препознаe детето ако е интровертно, како да му пристапи, како да работи, не само со она што спомнавме, само со насилникот или само со жртвата. Родителите се многу битен сегмент, затоа што сите овие поединечни фактори, родители, наставници, масовните медиуми, мора да кажеме дека се многу моќен фактор. Психолозите, социолозите и педагозите се прецизни дека сите мора повеќе да работиме со децата, но секако мора да работат и родителите и наставниот кадар.